Маја, не знам дали ме прашуваш за некој друг или за себе, и претпоставувам дека веќе до некаде го знаеш одговорот, затоа што ја не познавам човек и не познавам, и сигурен сум дека и ти не познаваш човек кој што на долг рок успеал да има добро тело, да изгледа добро, да се чувствува добро и да биде здрав, само користејќи хеланки за слабење или јапчиња за слабење. Прва и основна работа која што многу од луѓето ние се лажеме е тоа што се уште постојат личности и компании кои што произведуваат такви работи и кои што ни пласираат на многу добар начин и терминологија и реклами и луѓе кои што ги користат за тие реклами дека едноставно со користење на некакви јапчиња или хеланки се слабее, но тоа е најголемата глупост у која што може да поверувате. Прва работа, телото никогаш нема да се здебели за тоа што вие не користите јапчиња за слабење. Прво тоа. Втора работа, никогаш нема да се поправите за тоа што не користите хеланки за слабење. Поправањето, енергијата, слабењето, пореметувањето на здравје или заздравувањето доаѓаат поради тоа што во телото се одвиваат милиони процеси, метаболички процеси кои што се базираат и функционираат и користат гориво кое што се нарекува кислород, вода и храна. Недобрата исхрана и неквалитетната исхрана носи вишок на килажа, носи загрозено здравје, носи помалку енергија и нормално е дека исклучиво само добра исхрана и добар животен стил може да те донесе до она што ти го посакуваш во не знам, изглед, во здравје, во добро чувство. Затоа, знаете, еве, ако зборуваме за апчињата за слабење, она што го прават апчињата за слабење најчесто или чепкаат во хормоналниот систем, односно сигналниот систем на телото, или чепкаат во одредени химикали во мозокот кои што придонесуваат за да помалку ти се јаде, за да немаш апетит и при тоа да ти слабееш за тоа што не јадеш. Но истото тоа чепкање во хемикалиите и во сигналниот механизам на телото може да е одличен тригер и основа за да си придонесете за сериозен хроничен здравствен проблем. Така да јас пред се тоа не би го правел ради тоа што е преопасно за здравјето. Втора работа, хеланки за слабење или одредени појаси за слабење кои што луѓето ги користат се повторно глупост затоа што вие ќе го заоблите телото и ќе гледате пот на вашето тело мислејќи дека топите масти е тотално надвор од било која логика и наука, затоа што потењето самото по себе не е топење на масти. Тоа е исто како да очекувате дека ќе одите во сауна и тоа што се потите и сте на поголема температура ќе стопи масти. Мислам, многу е не може да очекувате таква работа, иако јас ги разбирам луѓето кои што можеби се мачат со вишок на килограми затоа што знаете, супер звучи да за еден месец ослабеш, супер звучи да слушнеш нечие туѓо искуство, но еве и да го прифатиш тоа туѓо искуство и да биде и твое искуство и да навистина ослабеш, што ќе правиш кога ќе завршат апчињата за слабење, што ќе правиш кога веќе ќе ослабеш, така, најчесто луѓето ќе се вратат на старите навики затоа што тоа е единствениот начин на живот кој што е за нив познат. Не барајте краткорочни стратегии, не барајте брзина, не барајте датуми затоа што тоа е единствениот начин никогаш да не направите резултат на долг рок и да немате одржливо решение. Гледајте за да го волувајте го телото со добар појадок, редовност на оброци, пиење доволно вода, умерена физичка активност, макар и тоа да е пешачење, за да обезбедите нормална функција на сите метаболички процеси и така да не доведете до дебелење. Не барај стратегија за слабење, тоа е многу погрешен пристап. Барај начин како да не се здебелиш и барај начин како да се чувствуваш добро, енергично и да имаш добро здравје. Така да не би знаел Маја што повеќе да ти кажам за апчињата за слабење и за хеланките за слабење, али се една од најголемите лаги во 21 век и најдобрите начини како никогаш да не дојдеш до резултати, како да си го расипеш здравјето.